Православна ризница на Канал 8, добро вечер. Под пост се подразбира севкупниот христијански живот и начин на постоење на црквата, опфаќајќи тука и молитвата. Смислата на духовниот живот е во причестувањето со светите Христови тајни, на кое му претходи исповед. Неопходни се тука и покајанието, молитвата, причестувањето, простувањето и редовното присуство на светите литургии. Теми на кои вечерва ќе поразговараме со игуменот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин, кој е наш вечерашен гостин во Православна ризница. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер, добро најдовме. Кажавме многу теми во најавата, но нема да имаме доволно време во една емисија да опфатиме, затоа што има многу што да се каже за овие теми. Па ќе се обидеме во две емисии да проговориме за темите кои ги споменав во најавата. Во оваа прва емисија ќе се задржиме повеќе на постот и на исповета. На првиот ден од Замоскин од почетокот на великденските пости, да објасниме која е вистинската смисла и цел на постот и како треба да постиме. Па вака, постот како установа на црквата е едно од првите заповеди која што Бог уште дал на нашите прародители во рајот. Значи, да јадете од сите дрва, само од дрвото на познанието на доброто и злото, да не вкусувате, за пред се да ја испита нивната вистинска решеност и волја, да бидат послушни на Бога, да бидат верни на Него и да испита нивната слободна волја. Значи, пред се постот треба да го сватиме и како послушност на Бога и на црквата. Постот Бог го остановил самиот тој, постојќи 40 дена пред да ја почне својата проповед во пустината, откако сатаната го искушал, и постот предходел на сите проповеди и на Свети Јован Крстител, кој што постел во пустината, и апостолите. И постот е она кој што ни е потребно за да ние повторно се вратиме во рајот, бидејќи нарушувањето на постот како послушност кон Бога предизвикувало отпаѓање на нашите прародители од рајот, така и сега постот ни е насушно потребен како прво средство за да повторно се вратиме во рајот. Постот Бог ни го заповедал пред се затоа што знаеме дека човекот се состои од душа и од тело, и постот како воздржување најпрвин од одреден вид на телесна храна и во видот на храната и во количината на храната ни е потребен за да научиме ние да се воздржуваме пред се телесно, за да може да ги скротуваме и телото, за да ги скротуваме и страстите, за да може да ги разбудиме тие душевни и духовни енергии во нас кои што се потиснати од гревот и од страстите кои што владеат со телото. Смислата на постот е за да човекот го поттикне пред се да свати дека тој е пред се духовно битие, дека е образ и подобие Божјо и дека пред се треба да се погрижиме за душата, односно постот се состои и од телесен и од духовен пост. Телесниот пост е многу мал дел во однос на постот, духовниот пост е оној кој што е најважен за да може да го практикуваме, за да можеме повторно да ја обновиме нашата заедница со Бога, која што е изгубена со нашиот живот надвор од црквата, со нашиот живот предавајќи се на телесни наслади, предавајќи се на суетни земни задоволства. Самиот пост ни помага за да можеме да се вратиме кон тој духовен живот, за да можеме да се помириме повторно со Бога, за да научиме да ги скротуваме, како што велат светите отци, најнапред и јазикот, и очите, и слухот, односно да научиме телото да го подчиниме на духот. Да го објасниме прво телесниот пост и дали може да има ублажување со дозвола на духовниот отец за одредени луѓе. Да, значи телесниот пост начално се состои
од три работи. Прво, воздржување од одреден вид на храна, односно мрсна храна. Потоа, воздржување од количината која што ја и квалитетот на храната која што внесуваме и најпосле воздржување од насладување на стомакот со вкусна храна. Значи, телесниот пост има 4 големи пости во текот на годината. Тоа се овој великденски пост како најголем и најважен пост за нас во пресрет на најголемиот христијански празник Воскресението Христово, кое што е и темел, основа и суштина на целата наша православна вера. Како што вели Свети апостол Павле, ако Христос не воскреснеше, залудно и нашата проповед, залудно и вашата вера. Потоа се Богородичниот пост, Петровденскиот пост и Божикниот пост. Значи, Великденскиот пост, правилото за Великденскиот пост е исто со Богородичниот пост и се состои во тоа што од понеделник до петок се јаде храна без масло, значи строг пост, додека постот на масло е благословен само во сабота и во недела, додека риба се јаде само на благовештение и на цветници. Додека Петровденскиот и Божикниот пост се малку поблаги и поблажени и кај нив правилото е понеделник, среда и петок се постат без масло, односно строг пост, додека вторник, четврток се поста со масло, а во сабота и недела е дозволено да се јаде и риба, како ублажување на постот, исто така и за некои од поголемите празници, како Свети Климент, Свети 15 европолски маченици и за Свети Никола и други. Значи, телесниот пост, многумина се збунуваат во однос на телесниот пост и без да прашаат и свештеник, така и некој отец, честопати самите си преземаат некое правило на строг пост во почетокот или пак си го ублажуваат постот, нели, своеволно, не знаејќи ја вистински својата мерка. Значи, во почетокот, постот за почетници, за бремени жени, за физички работници, за болни, секако дека може да се ублажи телесниот пост за сметка на засилување на духовниот пост. Бидејќи од духовниот пост, нели, никој не може да не разреши. Тоа треба да го практикуваме и да се воздржуваме. Всушност, духовниот пост е воздржување од злото. Значи, да се воздржуваме и од грево, да се воздржуваме и од осудување, од оговарање, од суетни разговори, од суетни земни задоволства, од претерано примање на секакви, нели, непотребни информации со кои што сме сега премногу оптоварени. Така да телесниот пост исто се ублажува и за децата. Тие до 7 годишна возраст не е потребно да постат за да може да се причесат, меѓутоа веќе од 7 годишна возраст треба да се учат да постат најпрвин средата и петокот, па потоа и ублажено во големите пости. Го споменавте духовниот пост. Луѓето повеќе посветуваат внимание на телесниот пост, на исхраната, на она што е мрсно, што не треба да се јаде и што треба да се јаде, но забораваме на духовниот пост. Вие го споменавте како многу важен. Кој е всушност значењето на духовниот пост и како треба духовно да се пости? Пред да кажем за духовниот пост, значи за телесниот пост е многу важно воопшто, нели, за да почнеме ние со постот и со духовниот живот, да се советуваме, да се консултираме пред се со свештеник или со духовник, кој што ќе ни одреди вистинската мера на постот. Духовниот пост, како што рековме, нели, телесниот пост што се состои, така и духовниот пост се состои, нели, во ограничувањето на количината, реков, на оние впечатоци и информации кои што ги примаме, кои што предизвикуваат кај нас вознемиреност, кои што предизвикуваат, нели, разгорување на страстите, кои што предизвикуваат немир пред се и во умот, расејаност на умот, нели, кои што не отргнуваат и од молитвата од покајанието. Пред се смислата на постот е да не приведе кон покаяние, да предизвика кај нас промена и решеност да го промениме животот, да се приближиме до Бога. Значи да се одделиме малку од земниот свет, од врзаноста за земните
грижи и наслади и да се приближиме до Бога со тоа што умот ќе го сконцентрираме и на молитвата и на грижата, односно во контролирањето на нашите сетила и во однос на квалитетот и видот на информациите кои што ги примаме, значи во однос на непотребни прекомерни посети на забавни места, значи да го ограничиме и слухот, гледањето на телевизијата, потоа посетата на забавни представи или концерти или игранки, сето оно што умот ни го одвојува од мислата за Бога. Сето оно што... Тоа е начинот на кој можеме да го нарушиме духовниот пост, така ли? Да, значи духовниот пост секако може да го нарушиме пред се. Да знаеме дека залудно ние ќе постиме телесно ако не го воздржуваме прво и најнапред јазикот. Бидејќи преку јазикот најмногу денеска и грешиме. Посебно денеска е многу раширен гревот и на осудувањето, на оговарањето, гревот на незадоволството од се и од секого, роптањето и на неволите, на несреќите што ни се случуваат, а кои што секогаш и секој пат Бог ни ги испраќа за да не вразуми, за да не повика пред секој покаяние, за да ние го поправиме животот, за да се отргнеме од лошиот пат по кој што одиме и да сватиме дека овој живот ни е даден за да се подготвиме за вечност. Овој живот ни е даден за да ние повторно се вратиме во небесната татковина, во прегратките на небесниот Отец. Бог ни ги испраќа затоа и неволите, и страдањите, и искушенијата, за да ние ја осознаеме својата немоќ и својата ништожност, дека не можеме да направиме ништо без Бога. Така и постот ни помага ние да сватиме колку прво му е потребно малку на телото за да се одржува и да постои, и дека човекот се состои од тело и душа, и дека на душата и е потребна духовна храна, дека е потребно да се поучуваме во Словото Божјо, дека е потребно да посветиме повеќе време на молитвата, дека е потребно повеќе време да посветиме на грижата наша, вистинска за ближните, бидејќи преку грижата на ближните ние покажуваме и нашата вистинска верност и љубов кон Бога. Бидејќи тогаш кога забораваме на себе си и се предаваме на жртвена грижа на ближните, тогаш и Бог се погрижува и за нашата душа. Исто така постот го нарушуваме, реков, преку прекумерното денеска гледање и на телевизија со секаквите серии сега кои што ни се наметнуваат и со кои што не буквално бомбардираат. Потоа голем проблем денеска е и присуството на интернет. Тоа неколку наврати го спомнуваме и сите, меѓутоа за жал се повеќе и повеќе зема замав буквално обседнатоста со интернет, со Facebook, со кај дечињата со игрички, и сето тоа уште повеќе ги отуѓува луѓето од Бога, сето тоа уште повеќе го расејува умот, сето тоа е трошење, залудно трошење на скапоценото време кое што е дадено пред се да го користиме за поправање на самите себе си, за борба со гревот, со страстите, за обновување на нашиот дух, за враќањето на образот и подобието Божјо во нас. Секако дека не е забрането да гледаме телевизија и да го користиме и компјутерот и интернетот, меѓутоа треба многу да се внимава во претерувањето, бидејќи за жал многумина од многу родители слушам дека дечињата буквално не може да ги одвојат денеска од компјутерот, а тоа е многу погубно и поразително за нив. Значи тие навидум се мирни и кротки, меѓутоа треба да бидеме свесни сите дека телевизијата и интернетот со нивната достапност за се и се што буквално не бомбардираат секојдневно со насилни сцени, со развратни сцени. Значи и најмалите дечиња можат во секој време да гледаат се она кое што во минатите времиња нашите стари не можеле ниту да го сонуваат. Во најавата споменавме дека тука неопходна е исповета.
а секако смислата и на христијанскиот живот е и во пречистувањето, на кој му предходи исповед, како што кажавме. Ке го цитирам големиот старец Пајси, кој вели дека исповата на мислите кај духовникот е темел на духовниот живот и надеж за спасение на сите. Една од големите духовни должности како за монасите, така и за мирјаните е исповата на гревовите. Неизбежно е да зборуваме за исповета, што всушност значи исповет. Значи, исповет, одно всушност светата тајна покаяние исповет, е една од 7 свети тајни, која што треба да биде и темел и основа на целиот наш православен духовен живот. Исповета е еден голем дар кој што Бог ни го дал, уште во времето на апостолите. Во Евангелието читаме, тој им дувна Дух Свети и им рече на кого ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, на кого ќе им ги задржите, ќе им се задржат. Че знаеме дека со светата тајна крштение се простува и првородниот грев на нашите прародители, кој што се пренесува врз целиот човечки род, и сите оние гревови што ги правиме до крштението. Кога се крштеваат мали бебиња, значи се брише првородниот грев. Преку исповета, која што Бог ни ја дал и ја востанувал како света тајна во црквата, ние всушност ги бришеме, односно ги се очистуваме од сите оние гревови кои што ги правиме после крштението. Никој човек не е без грев, ние постојано грешиме и со збор, и со мисла, и со дела. Меѓутоа, како велат светите отци, не сум ангел да не грешам, меѓутоа не сум ни демон да не се кајам. На исповета пред се треба да и предходи покајанието. Светата тајна покајание исповет е всушност суд на совеста. Наш суд собствен пред страшниот суд. Колку ние повеќе ќе се осудиме себе си тука и ќе се самоукориме и изобличиме, толку повеќе ќе бидеме оправдани пред Бога. Преку исповета ние се помируваме со Бога и повторно благодата Божја која што се излева на оној кој што се каи, кој што се исповеда пред свештеник или пред духовник, односно пред оној кој што има свештенички чин. Значи, многу ми напрашува дали може да се исповедам сам пред Бога, нели настрана да си ги кажам гревовите, меѓутоа Зошто е потребно да се каже пред духовник? Затоа што само оној што има свештенички чин, Бог ја дал таа власта на епископ, на апостолите, тие ја пренеле на епископите, тие на свештениците. Значи само оној што има свештенички чин може да чита разрешителна молитва со која што се простуваат гревовите. Отец, луѓето честопати ќе речат не сум направил голем грев и што ќе исповедам. Мора тука малку повеќе да објасниме нели околу исповета, во што се состои самата исповед. Значи, рековме дека на исповета треба да и предходи покајанието, вистинското покајание, бидејќи исповета не е само набројување на гревовите или работите кои што ги грешиме ние пред духовниот отец, односно изложување на нашиот живот како разговор, туку пред се реков дека тоа е чувство пред се на болка, на отпаднатост од љубовта и од милоста Божја. Чувство на наша собствена немоќ, собствена оддалеченост од патот кој што води кон спасение на душата, патот кој што води кон вечниот живот. Значи, потребно е да чувствуваме за вистинско покаяние, треба да чувствуваме вистинска грижа на совеста, нели, вистинска болка дека сме го повредиле Бога, дека сме, бидејќи гревот е нарушување на и заповедта Божја, меѓутоа и повреда на љубовта Божја, онаа која што ја покажал пред се со тоа што го испратил својот единороден син Господи Исус Христос да се воплоти од Пресвета Богородица Светиот Дух, да земе на себе човечко тело, за да врз себе ги земе сите наши гревови и преку неговата искупителна жртва на крстот да не помири со Бога. Значи, прво е потребно вистински ние да веруваме во Христа како во единороден син Божи, како второ лице на Светата Троица, да веруваме и во неговата искупителна жртва, дека само преку неговата жртва на крстот, преку неговата пролеана крв, нам ни се простуваат гревовите.
треба да имаме вистинска вера да го усвоиме сето оно што го исповеда православната црква како нејзино учење, како нејзини догматски вистини, и потоа да не мислиме дека гревот се состои само во тоа, како што велат луѓето, јас не сум ни украл, не сум ни убил, туку спомнав претходно, каде е тука го забраваме самолюбието, гордоста, зависта денеска, оговарањето, осудувањето како еден голем грев. Денеска, бидејќи преку осудувањето на се и се што почнувајќи од ближните, па и свештениците и црквата ние со сето тоа само ги заклонуваме, односно си го оправдуваме својот грев. Сите ние ќе одговараме пред Бога за сопствените дела. Значи Бог бара од нас ние да се свртиме кон самите себе си, да се испитаме колку ние вистински го љубиме Бога, колку ние сме подготвени да се жртвуваме за ближниот, Ние забораваме дека не само со дело, туку и со помисла грешиме. Значи Христос во Евангелието ни рече, секој што ќе погледне на жена со желба веќе извршил прелюбов во срцето свое. Секој што се гневи на братот свој е човек убиец. Значи и тука Христос во Новиот Завет, во Евангелието на љубовта кој што ни го проповедаше, ни укаже дека треба да ги сечеме и самите корени на гревот кои што се зачнуваат во помислите. Значи секоја примена помисла на омраза кон својот брат, секоја примена помисла на завист денеска, за жал луѓето се многу завидливи и на туѓата среќа и се радуваат на туѓата несреќа, за жал, и се повеќе се отуѓуваат едни од други, се повеќе се намалува љубовта кај христијаните, како еден голем знак за исполнување на времето. Така да треба да почувствуваме дека не само со дела, туку и со секој лош збор го повредуваме нашиот ближен. Со секоја навреда ние му нанесуваме голема повреда и на неговата душа и на својата душа. Ги забораваме тука и цовките и безсрамните зборови. Ги забораваме тука лутината, избувливоста, гневот. Значи сите тие спаѓаат во 8 смртни гревови, 8 страсти, чревоугодието денеска присутно. Значи зборувавме за постот како мерка која што Бог ни ја дал за да го скротиме стомакот, бидејќи во Светото писмо пишува, тие во Стариот Завет вели луѓето заборавија на Бога, нивен Бог е стомакот нивни. Така за да го скротиме чревоугодието кој што исто еден од смртните гревови. Така да кога луѓето ќе пристапат првпат на исповед, секако дека е потребно првин да ги кажеме тие крупни смртни гревови кои што не одвојуваат од Бога. Но многу е важно да објасниме како треба да се подготвиме за исповед за сите оние кои првпат пристапуваат на исповед и секако треба да го изберат својот духовник најпрво. За оние кои досега никогаш во животот немале исповед. Да, и каква треба да биде исповедта за да биде примена од Бога? Значи, пред да пристапиме, секој човек рековме дека греши и на сите нам е потребно постојано да се исповедаме. Значи, самите свештеници се исповедаат кај свој духовник кој што тие го избираат. Секој човек треба најнапред да го избере или свештеникот или духовниот отец кој што го чувствува близок, во кој што чувствува дека има доверба за да му ја отвори душата, за да може да прими и од него и совет и за да верува дека Бог преку него ќе му ја објави својата волја. Значи треба да имаме и самите ние издадено една книга Господе чисти ги моите гревови од манастирот, која што е подготовка за светата тајна исповед и покаяние, во која што има детално образложено од еден и руски старец и од други старци
Во што се ние грешиме денеска кон Бога и кон ближните? Значи подготовка за исповед според 10 Божји заповеди. Има и секаде, нели, списи, кратки поуки, совети како ние да се подготвиме за исповед. Значи пред се треба да чувствуваме покаяние, односно цврста решеност дека ние ќе го промениме животот. Да не биде тоа само формално или лицемерно набројување на нашите согрешени и гревови и потоа откако ќе заврши исповета, откако ќе завршиме со постот и ќе се причестиме, повторно да се вратиме на старите дела, повторно да не се потрудиме ни најмалку да ги промениме оние лоши навики, оние лоши наши слабости и гревови во кои што почесто паѓаме, кои што не одвојуваат од Бога, кои што не оддалечуваат од вистинскиот пат кон спасението. Значи луѓето често пати тука викаат дека кај нас не постои исповед и се збунуваат во однос на тоа. Значи исповета, рековме, една од 7 свети тајни и е насушно потребна како прв чекор за да ние се помириме со Бога и за да се вратиме повторно во црквата. Првата исповед треба да биде потемелна, значи да опфаќа периодот од детството, 7 годишна возраст, бидејќи децата до 7 години се без грех според учењето на црквата. И да се сетиме на сите оние работи кои што пред се нашата совест ни изобличува. А и, како вели старецот Јован, архимандритот Јован Крестјанкин, ако сакаме да дознаеме и да спознаеме што вистински грешиме, треба да ги слушаме и луѓето околу нас, бидејќи честопати укорите на ближните околу нас во најголем број случаи забелешките се точни. Така да треба да се смириме во духот, нели, да сватиме дека самите сме немоќни да се избориме со слабостите наши, со гревот, со страстите, дека ни е потребна Божја помош. Да бидеме покајаните со огледа, реков, и во цврстата наша подготвеност и решеност да го оставиме гревот, да го намразиме гревот и да бидеме подготвени со сите сили наши и со Божја помош и со помош понатаму на светите тајни на црквата кои што Бог ни ги дал како помошни средства за задобивање на покајанието, на љубовта кон Бога и ближните, и постот, и молитвата, и секако светата причест, односно самото тело и крв Христови, за кои што повеќе ќе поразговараме, нели, понатаму. Од вашето долгогодишно искуство може ли да се заклучи дека луѓето на исповед обично понекогаш знаеме да префрлеме вината на друг и тука се само оправдуваме во гревовите? Да. Тоа е следното што сакав да го кажам. Так, значи, во однос, да. Каква треба да биде исповета, всушност вистинската исповед, за да биде примена од Бога, за да биде покајањето примена од Бога, бидејќи треба да знаеме дека кога ние се исповедаме пред свештеник, ние всушност се исповедаме пред самиот Христос. Самиот Христос невидливо тука присуствува и ангелот чувар и тие ја примаат нашата исповед. Значи, Бога не можеме да го излажеме, така да треба да биде пред се исповета исхрена. Треба да биде проследена со болка во срцата, со болка во душата, нели, заради нашата отпаднатост од Бога. Треба да биде проследена со самоукорување, не со самооправдување, без да обвинуваме никој како причина за нашите падови, за нашите слабости, бидејќи честопати знаеме да кажеме, нели, ако тој не ме навредеш или ако тој не ме провоцираш, јас немаше да избувнам, немаше да направам така, ако тој не ме измамеше. Очекуваме луѓето постојано за нашите добрини или добри дела или милостињи кои што ние ги правиме не во името Божје, туку за да ни возвратат луѓето со благодарност или со пофалби. И тогаш често негодуваме, роптаме, нели, се лутиме на ближните, се повредуваме од нивниот груб однос кон нас и роптаме, нели, на
роптаме на Бога. Треба да биде проследена исповета, реков, и со подготвеност, реков, да го промениме животот. Често пати, нели, со покајнички солзи, меѓутоа некој пат и солзите не се мерка на покајанието, значи самата болка во душата, самите воздишки, Бог ги слуша и го знае целосно нашето срце, кое што го испитува дали е тоа подготвено, нели, да се менува, дали е подготвено да се отвори за да делува во него благодата Божја и да го променува, бидејќи делото на благодата Божја е целосно да го промени човекот, да се промени во сите своји размислувања, во сите своји расудувања, во сите негови погледи и кон ближните, и кон светот, и кон слабостите на другите. Значи, вистинското покаяние и вистинското обраќање кон Бога треба да биде проследено и со голема строгост сега кон себе си, меѓутоа со голема благост и снисходливост кон гревовите и слабостите на другите луѓе околу нас. Многу е важно во контекст на ова да објасниме колку честа треба да биде исповета и кога треба да се случи исповет. Значи, воглавно во црквата, оние кои што живеат православен литургиски живот, оние кои што веќе почнале да се исповедуваат, најчесто практикуваат потемелна исповед да има во или пред или во текот на 4 големи пости. Меѓутоа, некои кои што имаат можност се исповедуваат и почесто. Значи, колку почесто се исповедуваме... Кога почувствуваат потреба самите тие. Да, значи секој пат кога чувствуваме потреба, нели, кога имаме потреба и за совет, и за разговор, секој пат кога ќе сгрешиме нешто, не треба да чекаме да дојде времето, нели, да почне постот, туку ако имаме можност, треба што почесто да ја чистиме душата, бидејќи колку почесто ние ја чистиме душата, нели, преку исповедата, која што после првата исповед, која што треба да биде темелна, подосна добива карактер и на исповедање на гревовите кои што ги правиме од последната исповед натаму, меѓутоа карактер и на духовно раководство и советување во однос на тамошната наша духовна борба со самите себе си, со слабостите, со гревот, со страстите, советување во однос на крупните и важните работи кои што ги преземаме во животот, значи не за се, туку пред се за духовниот живот на нашите духовни насоки, бидејќи духовникот е пред се одговорен за насочување и раководење на нашиот духовен живот, на нашето чекорење кон Бога, на нашето приближување кон Бога, на задобивањето на љубовта кон Бога и кон ближните и на нашето соединување со Христа. Покајанието, зборот покајање значи преумување. Значи многумина тоа го почувствувале на сопствена кожа, како полека благодата Божја, почнувајќи го животот во црквата, почнувајќи да живеат во црквата и да учествуваат во сите свети тајни, почнувајќи од светата литургија, од Евхаристијата, причестувањето, постот, молитвата, почнуваат да чувствуваат како се менуваат и во умот, и во размислувањата, и во чувствата, и како пред нив се открива еден сосема нов духовен свет. Како стануваат поблаги, покротки, посмирени, имаат многу поголема трпеливост и снисходливост или кон слабостите на своите блиски, чувствуваат посебна радост затоа што радоста на воскресението Христо, радост дека Бог им се открил, ја чувствуваат радоста од нивната вера во воскресението, во вечноста, и ја чувствуваат радоста на животот кој што Бог им го дал тука. Почнуваат да благодарат за се на Бога, почнуваат да потрпеливо да ги поднесуваат и неволите, и искушенијата, и болестите, знаејќи дека се Бог што ни испраќа во овој живот, ни го испраќа за наше спасение, за наше покаяние, вразумување,
за да ние вистински се смириме и да се исцелиме од сите наши гревови, од сите наши слабости. Најпрвин од самолюбието, од гордоста, од суетата, кое што за жал сега се многу присутни кај секого од нас, бидејќи таков е духот на овој свет и рековме децата уште од мали се учат на самоволност, на непокорност, нетрпеливост и тоа подосна се пренесува и во нивните возрастни години, така да светот научи дека треба да постигнуваме се буквално газејќи ги ближните. Меѓутоа, кротоста и смирението, за жал, денеска почнува да се смета за слабост или за голем недостаток и луѓето постануваат се повеќе безчувствителни и кон гревот, постануваат безчувствителни кон страдањата на ближните и ако не се потрудиме да се обратиме кон Бога и да побараме помош од Бога и од благодата Божја преку светите тајни во црквата, за брзо време може да совеста наша се задуши и воопшто ние да грешиме, меѓутоа воопшто да не чувствуваме ниту покаяние, ниту грижа на совест. Кратко само да објасниме што ако не се искажат сите гревови пред духовникот или нешто случајно или неслучајно се сокрие. Нема да почувствува олеснување тој човек. Да, значи во молитвата која што ја читаме во самиот чин на исповедта, пред некој да се исповеда, велиме ако нешто сокриеш од мене, двоен греф имаш. Да. Значи треба искрено отворено, знаејќи дека стоиме пред самиот Бог, пред самиот Христос кој што ја прима исповедта. Добро, човечката природа е некојаш таква, нели, дека од срам не може нешто да се каже или нешто слично, па луѓето често пати го оставаат тоа, а после им тежи на самата душа. Да, значи треба да го победиме во однос на исповедта, подготовката на исповед. Често пати, нели, демоните не одвраќаат, наметнувајќи ни некаков лажен срам или страф, тоа да го кажеме пред духовникот. Да. Меѓутоа, како велат светите отци, нели треба да се срамиме кога грешиме, не треба да се срамиме кога се каеме и кога тоа го изнесуваме пред Бога. Значи Бог ги знае сите наши падови, сите наши и најскриени помисли, најскриени чувства во срцето. Од нас го бара само нашето признание. Признанието и покајанието. Да, покајанието и признанието на собствената немоќ. Признанието дека не можеме сами да се спасиме. Значи потребно е нашата слободна волја, која што Бог и Бог ја почитува, односно насила не ни се наметнува. Ако ние му го отвориме срцето, тој влегува. Ако ние не му отвориме, тогаш и тој седи настрана и долго трпеливо, човеколюбиво го чека нашето обраќање, односно чека го нашиот повик. Ние треба само нашата слободна учењето на црквата, реков, се спасуваме по слободната наша волја, секако во содејство со благодата Божја. Меѓутоа, оно што Бог го бара од нас е со слободна волја ние да го побараме, да се приклониме кон волјата Негова и да го отвориме нашето срце, за да тој може да го исчисти, за да може да делува во него и да го преобрази. Спомнавме во однос на исповета. Значи не е греф ако човек заборави нешто да каже или заборави некој греф, а подосна ќе се сети на него. Да не се сокрие намерно, значи. Да, значи не треба намерно да се сокрива, бидејќи тогаш правиме двоен греф пред Бога и Бог може да допушти некој искушение, така кое што ќе не вразуми и кое што ќе не поттикне и приведе повторно, нели, да го отворено искажеме нашето прегрешение. Сето тоа што е заборавено може да се исповеда, нели, на следната исповед, која што рековме, нели, треба да биде што почеста. Така. Кратко при крајот на емисијата да објасниме за децата. Вие споменавте во однос на постот дека до 7 години не треба да пости. Тука заборавивме да кажеме дали може некој за некого да пости. Тука има малку верување дека може мајката или бабата да пости за детето. Повторно ќе се не вратиме на постота, секако ќе поврзаме за децата и за исповед, дали треба и колку често деца треба да се исповедуваат. Значи рековме дека според учењето на црквата дечињата до 7 годишна возраст се без греф. Значи немаат потреба ниту од пост, ниту од исповед. Има известна забуна во луѓето, која што често пати ја слушаме сега.
за волја на вистината се поретко, бидејќи веќе луѓето учат дека тоа не е правилно. Никој за никого не треба да пости. Да, значи никој за никого не треба да пости, односно не треба мајката да пости за детето или пак бабата да пости за детето за да се причести. Значи детето до 7 годишна возраст може да се причестува на секоја литургија. Значи за малите бебиња, оние кои што се уште не јадат тврда храна, потребно е најмалку 2 часа да бидат гладни пред причеста. Значи мајките не мора да доаѓаат и на почетокот на литургијата, можат така некаде од малиот вход, зависни од возраста на бебето и секако за да не плаче, за да може да издржи. Кога веќе детето ќе почне да употребува тврда храна, треба да почне да се учи да се воздржува од храната наутро пред причеста, со тоа што може после причестувањето веднаш да се носи храна, да се нахрани за да не се дозволени или повеќе да трпи. И до 7 годишна возраст, што почесто се причестува децата, толку е подобро за нив. Што повеќе го примаат Христа уште од малите нозе, толку Бог повеќе ги чува и телесно и духовно. Значи дечињата кои што често се причестуваат, многу се помирни, многу се покротки и самиот Бог ги умудрува да размислуваат, дури од мали години да размислуваат, да расудуваат многу позрело и многу по-смирено и покротко од многу нивни врсници. Во однос на исповета за децата? Значи, после 7 годишна возраст, децата треба да се учат, да почнат да ги осознаваат своите грешки, да се поттикнуваат најпрво од самите родители, да се поттикнуваат да почнат да разговараат. Да разговараат со свештеникот, со духовникот, најнапред кај нив се сега секако мали слабости и гревови, меѓутоа што порано почнат да осознаваат дека грешат и да се развива кај нив чувство на грижа, на совест, чувство на покаяние, на болка заради тоа што погрешиле, заради тоа што не го послушале родителот, затоа што излажале, затоа што се скарале со некое другарче, затоа што нешто сокриле или нешто не направиле, затоа што се мрзеливи или не сакат да ги исполнуваат врските во школото, во однос на домашните задачи, во однос на она што им обврска нивна пред се учењето. Толку повеќе Бог ќе ги сочува да не кршнат подосна по лош пат. Еден светител вели, мислам Свети Силојан Атонски, вели детето макар и еднаш да ја приклони главата под епидрахилот на духовникот, Бог ќе го спаси. Значи, оние дечиња кои што од мала возраст живеат со Бога, живеат во црквата, живеат со Христа, пред се со помош на нивните родители кои што треба да живеат благочестиво, Бог подосна многу повеќе ги чува со благодата своја и дури и да имаат искушение да кршнат по лош пат, многу брзо се одвраќаат од тој лош пат и се враќаат повторно во семејството или се враќаат кон Бога, бидејќи уште од мали нозе ја почувствувале благодата Божја и љубовта вистинска Божја и во себе го примиле самото тело и крв Христови, кој што подосна ќе ги чува и ќе ги запазува од секакво зло. Отец Дамаскин, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете гостин во емисијата Православна ризница. Има зашто да се зборува со вас. Најавивме многу теми за кои ќе проговориме и следната емисија. Само ќе споменам, тоа е покајанието, молитвата, простувањето и секако присуството на светите литургии, зашто тоа е важно, ќе објасниме веќе следната емисија, толку ни дозволува времето. Ви благодарам уште еднаш. И благодарам на вас. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме Православна ризница. Разговаравме со игуменот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин. Посветивме внимание на постот и на исповета. Веќе следниот понеделник зборуваме на доста интересни теми. Бидете со нас и следната емисија. Ви благодариме за вниманието. Довидување.